Здраво, ова е бонус издание на Видеологија со Златко Ѓерески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е продолжението на серијалот посветен на филмските великани, а ова издание ќе биде наменето за најквалитетните филмови на Теренс Малик. Секој месец се пуштам во авантурата на комплетистичко гледање на филмскиот маратон од некој од светските филмски великани, а во август ја имав привилегијата да се навратам на ликот и делото на Теренс Малик, од кого изгледав 10 филмови, прегледувајќи ги и последните остварувања, без разлика на тоа што ми беа свежи во сеќавање. Сакав да ги компарирам со филмовите од неговите почетоци, кои сум ги погледнал во најразличен контекст и период на мојот живот, или на ТВ или на компјутер, но за жал никогаш не ни се пресретнале патиштата во киносалите, затоа што не играат на репертоар неговите филмови, ниту пак се зачестено присутни на фестивалите. Признавам дека има потешкоти за создавањето на листата, затоа што има поголем број на филмови кои сметам дека треба да влезат во листата на најквалитетните 5, но и тогаш кога ќе се најдат на неа, проблематично е да бидат рангирани, затоа што настанува судир на различни начини на снимање, кои не се компатибилни и тешко може да се стават на кантар и измерат, но ќе се обидам. Имено Теренс сними два одлични филма во 80-тите и исчезнал од планетата едно 20 години, пред повторно да се врати на сцената. Не дава интервјуа, не сака да биде искористен видеоматеријал во кој тој е снимен и не говори јавно, во случај доколку се снима. Се откажува од правилата на снимање на Холивуд, за да се врати на сцената ревитализиран, играјќи по своите собствени нормативи, кршејќи конвенциите на традиционалниот Холивуд, пркосејќи му на медиокритетот во јазол од собствени филмски мерила. Тој користи експериментална нетрадиционална наративна структура, постигнувајќи визуелна поезија со акцентирање на лирската функција на фотографијата, со што се образува неговиот филмски јазик со кој ги гради творбите. Налик поемите, делата на Малик си имаат своји стилски фигури, кои ја красат неговата поетика и во дадена инстанца се стремат да постигнат нов сооднос помеѓу избраните кадри, за да се продре до ново значење. Но, често се наклонува на импресионистичките емоционални доживувања на нараторите на неговите филмови. Секако дека виновен за неговото воодушевувачка кинематографија е Емануел Лубецки Чиво, кој неретко употребува широки леќи во крупен план, доближувајќи се до ликовите, изобличувајќи ја сликата, често поставувајќи ја камерата пониско со жабја перспектива или прелетувајќи покрај ликовите, движејќи се немотивирано од нивните одлуки. Не баре животно го снимило филмот, но острината на длабокиот фокус е искористена за да се покаже сродноста на ликовите со природата, која е текстура на секој кадар, снимен по можност со природно светло. Камерата е оживотворена од собствени намери и се отклонува од ситуацијата, сцената и текот на действието во нетрадиционална смисла. Чиво и Теренс не го преекспонираат негативот, зачувуваат максимална резолуција со што го намалуваат присуството на зрното на филмската лента, користат позадинско светло за континуитет за да може полесно да прегне нитка помеѓу снимените материјали во различен период и на различна локација. Никогаш не снимаат пред светло, избегнуваат, кога е возможно, осцеј на леќата со краток диапазон, снимаат со стедикем, ескивираат и од употреба на пенови и тилтови, туку камерата кружи околу ликовите и изумираат насреди ураганот на снимањето. Тие дури ја избегнуваат белата и основните бои во кадрите, го редуцираат говорот, а прединство даваат на тактилниот допир и поставеноста на телата во кадарот за доловување на емоционалниот набој. Во неколку наврати Рајан Гослинг снима неколку кадри од Night of Cups, се разбира во име на импровизацијата. Теренс тенденциозно монтира филм во период од 2 до 3 години, обидувајќи се да искористи што е можно повеќе опции за сечење и лепење на кадрите од снимениот материјал, па неретко излегувајќи со комплетно поразличен филм од тој што иницијално го замислил во процесот. Слободната асоциација се тестира во дисконтинуитетот и неконзистентноста за да му даде можност на гледачот да ги пополни празнините при скоковите во времето. Ова елиптична либерализација не доаѓа ад хок, напротив,
Со години работи на нејзината градација, со тоа што во почетокот на кариерата метнува транзициони кадри од природата, а подоцна тие се интегрираат во останатиот снимен материјал, кај што не мора да го крати кадарот, сече и лепе, туку дозволува камерата да направи нагло движење од ликот и да се насочи во природата за да ги добиеме иконичните кадри. Тој има погодноста и луксузот да одбие да снима според сториборд и сценарио, туку да ја лови спонтанноста на сет под изговор дека скриптираниот диалог и инсценираноста биле поблиску до театарот отколку до филмот, а него го задоволувала потрагата по флуидноста и непредвидливост. Има сценарио, но не му обрнува некое поголемо внимание. Тоа е само една поделна точка за дескрипцијата на ликовите и што треба да прават, а помеѓу тие коти се остава простор за чиста импровизација на денот на снимање. Некои од актерите, како Кристијан Бел, уживаат во дадената слобода и во процесот на нивно торпедирање во туѓа сцена, без најава или подготовка, со цел да се улови изненадувањето и непосредноста во кадар, да измокне Теренс емоции под преглуменоста и увежбаноста, а некои актери како Броди, Шин и Палмер се незадоволни од преголемата слобода која си ја зема Теренс, не давајќи им до знаење дали воопшто ќе ги има во филмот или не. Композиторот Джеймс Хорнер исто така го има образложено неговото разочарување, зашто толку малку од неговата музика компонирана за The New World е искористена во филмот. Одговорот е за тоа што Теренс така сака. Актерите само ако се помират со чинителот дека тие се тука за искуството и перформансот, кој и да им е најдобар во кариера, може нема да биде искористен во филмот, затоа што во монтажа Теренс го има последниот збор. Ако се помират со оваа констатација, ќе уживаат во работата и ирелевантно е дали ќе бидат главна улога или можеби нема ни да ги има во филмот, кој знае. Не дека Теренс не е способен да сними традиционална наративна нишка, напротив, докажал дека уме. Едноставно не го интересира и задоволува тој подвиг затоа што се наоѓа на едно друго патешествие во кое експериментира со возобличувањето на филмот и ги истражува сите недопрени димензии до кои може да се дојде со слободите кои ги презема за кршење на калапите. Тој цели на доловување на абстрактното, на синтетизирање на емоциите во засечените мигови во времето, поведувајќи го гледачот на едно ново, неискусено филмско доживување. Тој воспоставува силна корелација помеѓу човекот и природата како заемен составен дел од големата слика, односно како компоненти на универзумот, индивидуи во поширок контекст. Тој ги стимулира сетилата, како што еден мирис умее да предизвика давнешни сеќавања, а со помош на визурата се обидува да создаде човечки меѓуоднос, со кој во крајна инстанца може да се поисловети секоја семејна заедница. Затоа и снима семејни филмови во кои го проследуваме венењето и расцветувањето на љубовта, но во некои сосредоточена е и потрагата по суштината на постоењето. Теренс е склон да игра со различни перспективи од дивергентни ликови, а сепак камерата има живот сам за себе, што верувам дека пуританските верници во традиционалното кадрирање ги вади од кожа и сметаат дека е диверзија, гимик, финта, иако Теренс со тие новозададени начела ја ослободува камерата од предодредената функција и таа танцува заедно со актерите. Смогнува потрага по љубов и убавина во најтрагичните историски мигови, односно корените човечност во најбестијалните обесчовечени мигови на војната. Сепак, уметноста е поставување на прашања и потрага по можни одговори, а Теренс го овековечува процесот на трагањето по скриените вистини. Спиритуализмот е еден интригантен аспект кој резонира со гледачот, кој кореспондира со делата и добива впечаток дека нешто профундно се крие за драмката, а Теренс при таа постапка добива конотација на трагач по вистината, снимајќи вистините моменти во фикционо дело со неговиот филмски канон и пристап. Непорекли факт е дека Номадленд на Клои Жао е под силно влијание на The New World на Теренс и многу други режисери наоѓаат инспирација во поетичниот кадар на Малик. За некого ќе биде исклучивата потрага по визуелна убавина како замена за шупливо сценарио, обработка на ликови и тек на дејствие. Тоа не значи дека и самиот не станува роб на своите стереотипи и формуличноста го лимитира неговиот израз да даде предност на обсервацијата, но при тоа да ја пропушти можноста за конструирање на некое
поиздржано наличие во поставката на кадрите. Сепак, тој е еминентен автор, творец на автентични дела, кои се двојат од останатите режисери на прво гледање и на кој да е кадар, а тоа е огромна вештина, која ја имаат малкумина. Во секој кадар знаете дека гледате авторско дело на Теренс Малик. Добитник е на Palme d'Or на Канскиот фестивал за The Tree of Life и Days of Heaven, номиниран е неколку пати за Оскар, освојува златна мечка во Берлин за The Thin Red Line и споредни награди во Венеција. Овој избор не е зацементиран, напротив, ова е само пресек на моите согледби во дадениот временски период, така што во иднина не се сомневам дека ќе флуктуира нивната позиционираност на листата. Благодарение на Малик, никогаш не гледам жито со истите очи од како му ги погледна филмовите. Започнувам. На пето место се наоѓа To the Wonder од 2012 година, филм во кој Бен Афлек и Олга Кириленко глумат ликови кои се залюбуваат во Париз и откако ќе се префлат во Оклахома, нивниот живот се распаѓа, посебно кога ликот на Афлек ќе се пресретне со една негова поранешна соученичка. Творба која силно се потпира на животните искуства на Малик и неговото запознавање со сопругата во Париз и средбата со соученичката во САД, така што го предочува обликот на делото, пресликувајќи го сопствениот живот. Тука веќе невообичаената камера на Лубецки е осамостоена и левитира покрај актерите, на кои дадено им е по некоја реченица како појдовна помисла, а останатото действие мора да го глумат со помош на нивните тела, доловувајќи го необјаснивиот емоционален набој со особеност. Согорувањето на нивната нужда и наслада се рефлектира со оддалечување и приближување на нивните животни патила, но на себепронаоѓање и губење на себството и самоосознанието. Овој филм се најде на листата поради интимистичкиот поглед на еден љубовен распад, до кој несомнено дека The New World може да се доближи, иако Song to Song и Night of Cups се далеко од квалитетите на неговото создание, но некаде мора да се пресече и јас му дадов прединство на еден од првите модерни филмови на Малик, кој тежне да го долови суштествувањето на пламнувањето, гламнувањето и повторното распалување на љубовта. Без разлика на тоа што The Thin Red Line е одличен воен филм. На ова прегледување сметав дека е неопходно To the Wonder да се најде на листата, иако имав поголеми потешкоти да ги мерам особеностите на овие два комплетно различни филмови. На четврто место се наоѓа Badlands од 1973 година, филм кој се базира на убиствен поход на Чарлс Старквотер и Карли Фјугейт, во кој глумат Мартин Шин и Сиси Спейсек, Джеймс Диновски багабонд и малолетната девојка, кои започнуваат едно кровопролевачко патешествие во манир на Бони и Клајд во роуд филмот низ Америка, додека властите имаат извадено потерница за заљубените убици. Несомнено дека за свое време првиот филм на Малик по Лантон Милс е немилосрдна творба, која флеткува најразлични жанровски чинители во едно и промовира еден силен младешки режисерски глас, кој ги уловува фрустрациите на една несфатена генерација на платно. Уште од Алтмановиот Thieves Like Us се создава една долгорочна низа на филмови со заљубен пар на деликвенти кои хараат низ Америка, ширејќи страв и крвопролевање широм државата, во бегство од законот, во потрага по имагинарна слобода, така што овој концепт го експлоатира и Тони Скот во True Romance и Оливер Стоун во Natural Born Killers, како и Девид Линч во Wild at Heart, до најразновидни модерни непосредни инкарнации, доследни на оваа идеја на одметници во прогон. Водени од свирепост, тие се наклонети да се приспособат да ја скротат природата и да биде нивно прибежиште, кај што ги лоцираме потребите на Теренс да ги впрегнува ликовите во текстурата на дивината во неговите кадри, но неговиот препознати маниризам на снимање не е установен во оваа творба, туку послушната камера на Стивен Ларнер, кој е заменет од Так Фуджимото, кој е заменет од Брајан Пробин, снима објективно во трето лице без да добие своја волја, како во полоснежните творби, но Теренс со овој филм докажува дека умее да сними традиционален холивудски филм, сроден на милјето на новиот Холивуд. На трето место се наоѓа The Tree of Life од 2011 година, импресионистичкиот филм кој е навраќање на животот на едно семејство од Тексас во 50-тите години на минатиот век, еден реминесцентен филм на ликот на синот во семејството, глумен од Шон Пен во возрастната итерација,
кој се навраќа на сеќавањата од детството за да го пронајде мотивот на значењето на животот, присетувајќи се на неговиот контролив татко, глумен од Бред Пит, и послушната мајка, глумена од Джесика Честейн. Овој филм го модернизира библискиот мит за Јов и мачнотијата на страдањето од губитокот, кој резултира во прашањата за суштината на нештата, иницирајќи го калеидоскопското премотување на времето на постоењето на земјата и колку е минорно присуството на човекот во денешницата наспроти незината долговечност, едно зрно песок во дината на времето. Затоа изгубената душа во модерниот свет трага по своите корења, мислејќи дека таму се наоѓа солуцијата за еликсирот на спознанието. Филм од чија што хипнотична секвенција се изроди излишниот Voyage of Time. Tree of Life прави јукстапозиција на семеен живот на 50-тите наспроти космогонијата на универзум. Уште еден филм во кој сме неми сведоци на детеријацијата на едно семејство, само што овој пат гледаме низ очите на децата наместо на родителите на Lake to the Wonder. Лубецки доловува прекрасни кадри, посебно од загробниот живот, како и впечатливи кадри од идиличното детство од американското предградие, левитирајќи низ фасадата на небеспрекорното нуклеарно семејство. Сосема сум свесен дека овој претенциозен филм ќе се најде на врвот на мноштво листи, но во неговото повторно гледање сметав дека треба да се закотви во средиштето на мојата листа. Штом го искусам повторно во иднина со некое ново животно искуство, верувам дека ќе заврши повисоко пласиран. На второ место се наоѓа Hidden Life од 2019 година, филм кој што доби своја засебна епизода во видеологија, затоа што сметам дека е најквалитетно остварување од препородената подоцнежна кариера на Малик. Имено станува збор за дело во кое австриецот, глумен од Аугуст Диел, одбива да војува од страна на нацистите во фашистичка Германија во Втората светска војна. Филм за фармер кој својата лојалност и посветеност ја има кон неговата сакана сопруга и децата, наместо кон тиранинот, чии што политички убедувања и согледби не ги дели. Филмот е високо рангиран затоа што убеден бев дека ретко кој може да го следи во чекор чиво зад камерата, но Јорк Видмер не само што добро ги има простудирано неговите движења, туку и самиот создава иконични кадри кои се комплетно поетични, маликовски, не баре цел живот да снимал со него низ полиња со жито. Убеден сум дека кога Малик ќе се опреми со опасни соработници и ги конкретизира неговите сценарија со уникатна животна сторија, чија што пресија потиштеност и безутешност на незавидната ситуација во која се наоѓа ликот, наместо да левитира во безсодржајни творби, креира експлозивни, емоционални рингишпил. Знам дека сме премногу блиску до промовирањето на овој филм, но сметам дека имавме можност да посведочиме на едно поново ремек дело на Теренс. Филм за човек кој ја користи слободната волја да се спротистави на злото, затоа што е убеден дека не може да ја премолчи, поддржи и одобри тиранијата на злокобните владетели. Друг пат, кога ќе бидете искушени и подкупени да го премолчите злото за собствен бенефит, присетете се на овој лик, кој за разлика од вас е подготвен да страда поради неговите исправни морални вредности. Во морално корумпиран свет сакате да живеат вашите идни поколенија. На почесно место се наоѓаат The New World, The Thin Red Line, Song to Song, Knight of Cups, Voyage of Time. На прво место се наоѓа Days of Heaven од 1978 година, според мене најквалитетниот филм на Теренс Малик по маратонското прегледување на севкупната филмографија, филм на кој се присетив дека сум го гледал како дете пред малиот екран. Не можам да ги заборавам житните полења на Малик, како и перформансот на Ричард Гери Брук-Адамс, кои се љубовници кои глумат дека се брат и сестра и од Чикаго одат кон југот во потрага по полесен живот, доаѓајќи на фармата на Сем Шепард, кој се заљубува во младата девојка, која ја прифаќа неговата понуда за брак со надеж дека болеста ќе го одземе прерано неговиот живот и тие ќе имаат бенефит од неговиот имот, но љубовта ќе го ревитализира и ќе им ги помати плановите. Кинематограферот на Love in the Afternoon, Kramer vs. Kramer и Sophie's Choice, Нестор Алмендрос е првиот кој ги екранизира впечатливите житни полења од визурата на Теренс и за прв пат ја пројавува потребата од свое осамостојување на ликовите со помош на движењето околу нив во природните пространства, а Енио Мориконе ги засилува емоционалните наслади на ликовите.
Филм кој за мене е доказ дека интригантните сплетки на рамниште на тридимензионални ликови во сценарио, кога ќе се интензивираат со вибрантната и оживотворена фотографија и впечатливата мелодиска нишка, во тој случај Теренс Малик создава уметност која е ментална и душевна храна. Ова беше бонус издание на дигиталната архива Видеологија, посветена на 5 најквалитетни филмови на Теренс Малик. Доколку ви се допадна, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и по останатите рецензии на виртуелната полица. Ви благодарам за вниманието. Поздрав!